Но многу се малку случаевите за разлика од минатото. Во минатото знаете дека имаше таму хаос. Освен што доцнеа плати, освен што имаше безредие, освен што приватни превозници не возеа, ние имавме хаос и со автобусите кои што се во собственост на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Ние имаме за месец дена повеќе од 30 наши автобуси стајани во функција. А кај биле тие што во сервис? Што утврдивте, Ѓорѓиевски, бидејќи ситуацијата со јавниот превоз не сега дека е сјајна, но е далеку подобра, задоволувачка, но не е алармантна како што беше. Кој си играл со нервите на граѓаните? Оној кој што имал одговорност. Бидејќи виновникот мора да има име и презиме и мора да одговара за оно што го направил. Вие најавивте дека ќе покренете и постапки, и внатрешни ревизии. Има ли епилог? Па мислам дека гледате дека сето тоа се случува. Јас имам една доблеска имена во политиката, тоа е дека секогаш цврсто стојам на она што сум го ветил и го испорачувам. Може би не секогаш со интензитет и брзина каква што сум сметал од позиција на кандидат дека ќе биде испорачано, но дека ќе одстапам од тоа и нема да го испорачам. Тоа нема да се случи.